Ја прашувам, Текстот на предлогот на Адев, пора Пративме да чува. И добро вечер, почитувани гледачи, добредојавте во уште едно издание од Среда Едишн Тешки муабети со Стефчо Екимовски, Милош Минич и со мене Мечка, Александар Митовски. Ова емисија ќе зборуваме за оние тектонски пореметувања на политичката сцена или што би сакале да речат некои луѓе во нашата редакција специјална операција во политиката која што ја изведе Јакимовски. Јакимовски и официјално соопштивте на јавноста дека ја раскинувате коалицијата со ВМРО ДПМН. Причини околу тоа, коментар? Причините се јасни. Причините не е ВМРО ДПМН како партија, причините се непринципиелноста, лагите, неодговорноста на Христијан Мицкоски. Една единствена причина е Христијан Мицкоски. Тоа е она што највеќе ме интересира, дали и вие имате проблем со генерално со ВМРО ДПМН како партија, членство или органи на партијата, или конкретно имате само со раководството, во случајов лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан? Веројатно ти имат проблеми сами со себе, ја немам проблеми со никого. Веројатно имат проблеми сами со себе. Веројатно со дел од раководството чиј експонент е Христијан Мицкоски, но јас сум длабоко убеден дека и тоа не е негова автохтона политика и автохтона замисленост, туку има други замешателства од надвор. Се дружи многу со некои бивши политичари, така да му се поматува од прилика политичката мисла и затоа влегува во некои математики кои што на крај не му излегуваат. И очигледно членовите на ВМРО ДПМН јас високо ги ценам, високо ги почитувам. Јас се реков 99 месеци во коалиција, 109 месеци сме во коалиција, значи 9 години и 2 месеца скоро сме во коалиција. Замислете кога беше најтешко, кога имаше апсења, кога имаше претреси, кривични пријави и така натаму, јас не попуштив и ако имаше понуди за компромиси, и ако имаше понуди во влада да влезем, замислете, моја партија сега ќе беа 5,5 години во влада. И никакви маки нема да има. Оти мојот прогон е политички прогон. Меѓутоа морам да ви кажам, глава давам, образ не давам. Значи, за мене може за политиката кој како сака да ја смета. За мене е најбитно образот, честа и достоинството и мојата партија сум ја правил и со мене имам приврзаници, луѓе кои што мислат дека достоинството е пред се. А потоа се сите лукративни или било какви причини да бидеш во власт, да не си гледате, не ми е битно дали сум во власт, дали не сум во власт, значи сум имал понуди да влеземе во власт. Значи апсолутно тоа не е битно. Во Карпош немаме мнозинство, добро, немаме мнозинство. Ке видиме како тераме. Така да одлуката е јасна и прецизна и истата одлука ја потврди Централниот одбор на граѓанската опција за Македонија. Значи, со еден глас против и еден воздржан, сите членови на Централниот одбор гласаа да се раскине коалицијата со која предводи ВМРО ДПМН. Началник, извини само, Александр, ако може мала дигресија. Кој е тој политичар кој што велите дека има големо влијание врз Христијан Мицкоски? Па знаете што? Бивши политичар. И што бара назад? Тој што бара, меѓутоа очигледно Христијан така повремено се дружи со Бранко Црвенковски, очигледно и троштините на Бранко Црвенковски се обидува он да ги прави, да ги превзема како дел од неговата, ама знаете што, како палми кога садиш во Македонија,
па ќе ти се исушат, така и политиката која не ти е твоја автохтона и која што ти не ти лежи едноставно да се служиш со такви интегри, очигледно дека не му даваат резултати, поготово во пресметката со мене. Нели е малку смешно да ве обвинуваат сега во овој момент вас за некакво си предавство? Имаме спремни коментари кои што вие ќе одговарате директно. Кога лидерот на ВМРО ДПМН поранешен Љупчо Ѓоргиевски е сега во коалиција со СДСМ, а Бранко Цренковски се дружи со Христијан Мицковски. Нели е малку смешно? Ама кого сум го предал? Македонскиот народ сигурно не. Втора работа, а зошто имам причина да некого да предавам? Да не си ја сгрешиле тие нешто? Да не имале некој нечесен однос кон Гром и кон мене? Да не е во тоа проблемот? Тие не предале нас во нивниот однос, во изигрувањето. Мојот однос секојаш бил коректен према ВМРО ДПМН. Коректен ко Христијан Мицковски како раководство. Тогаш кога доаѓаа да ги рушат, јас секоја стоев за раководството. Иако тие што ги рушаа мои пријатели и тогаш и сега. И тогаш и сега. Но јас се држев принципиелно дека ние имаме коалиција со ВМРО ДПМН и ние било какви странични удари за нас да поддржуваме или да соработуваме ќе бидат непринципиелни, за разлика од Христијан Мицковски, кој се обидуваше да ми инсталира негов председател во граѓанската опција за ме. Како он мисли он ја замислува Гром како партија пудлица. Не сваќа дека во Гром има шарпланинци. Се пресмета, мисли она пудличка, нешто таква партија него му треба, а не сваќа дека во Гром има шарпланинци. Значи, скроз погрешен третман има и перцепција за квалитетите и спецификата на граѓанската опција за Македонија. Нас ни е прво битно достоинството, прво битно ни е коректноста во односите. Јас лично за другарство 3 давам, пола земам. А некој очигледно 100 зема, ништо не дава. И јас, мојот однос кон него бил апсолутно коректен, за разлика од него кој е крајно некоректен. И уште една работа да кажам. Кога тој беше болен од корона, јас секој втор ден сум се јавил да го прашам како е. Беше и во болница. За разлика од него, кој што вели, ти не знаеш Стевче е болен од рак, боени и му се деновите. Епа, ќе видиме чии денови се броени. На тој што има половина рейтинг од неговата партија или на тој што има 3 пати поголем рейтинг од својата партија. Јакимовски, да ги прокоментираме малку оние нарачани коментари, нарачана кампања која што беше на социјалните мрежи, откако официализиравте раскинувањето на коалицијата. Дел од тие коментари велат дека вие сте биле предавник, сте го предале ВМРО. Сега 9 години во коалиција останување во моментот кога ве апселе, у момент кога сте биле под политички прогон, заради тоа што сте биле гласен поддржувач на опозицијскиот блок. Јас од наша приватна комуникација знам дека многу често, во многу наврати, имаш влегувано во вербални расправи на страна на си бил на Христијан Мицковски, дури и со мене. Ме интересира, сега пред малку кажа дека си имал понуди за компромис. Веројатно СДСМ тогаш ти нуделе да бидеш, да станеш дел од нивната коалиција и да се запре политичкиот прогон кон него, ако тоа добро го свати. Апсолутно така. Апсолутно така. И 2016 јули месец и во октомври 2018 година и при формирање на владата 2020 година. Значи сите 3 пати сме ја одбиле понудата и јасно кажуваме дека ние не влегуваме во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз и јасно кажуваме дека на овие избори ќе одиме сами. Што им е проблем сега? Нели сме ние привезок, нели сме Ние не сме предале. Нас не предаде
на Алијанса му даде 38 советника. Кој го врши предавството? И на Левица со 42 члена на управни одбори. Овие 38, овие 42. Ние останатите, а и Левица па има 4 советника. Алијанса има еден советник колку што има Гром. И кој кого предал? Сега наеднаш побитна му е Алијанса од било кој друг коалицијен партнер. Кој кого предал? Еве нека си прави дружба со Алијанса, па и со Левица, нека си ја прави, апсолутно немам ништо против. Зашто они довинуваат дека предале? Еве јас викам дека тие предале. Имаше И мора кај нас. и кај Алијанса инаку е Зијадин Села. Човекот поради кого многу од луѓето на 27 април лежат затвор. Тоа е едно, втора работа, Зијадин Села беше човекот кој што не сакаше да стане на македонската химна, бидејќи не ја чувствувал како своја, па дури изјави дека се гади од таа химна и дека треба да се промени. Па тој е човекот на кој ни предава Христијан Мицковски. Сега му е главен пријател он. И сега пазете, на сите мои кажувања дека 38 управни одбори во градот Скопје има Алијанса и 42 има Левица, тие не демантираат. Значи они заедно имат 80 управни одбори, а ние останатите сме требале да видиме пудлици. Кој се обидуваше градоначалник да ви направи пуч во партијата? Христијан Мицковски. Сега дознаваме што е работа. Значи, моето неподржување за кандидат за градоначалник, уште во првиот круг, као коалиционен партнер, уште тогаш било сценариото договорено да во првиот круг испаднам, не влезам, и потоа со своите медиуми да напаѓа дека треба да си давам оставка, за да дојде тој кој што тој посакува и да биде сигурен дека Гром ќе биде натаму негов привезок. Кога тоа не се случи, потоа, можете да замислите, обезбедувал и буџет од 50.000 евра, зашто е прашувано дали тие пари дали се доволни за плаќање на медиуми, за мое рушење. Гледате колку има човек од погрешни проценки. Воопште не проценува која е мојата сила во граѓанската опција Македонија и второ, колку погрешно проценил за мојата сила внатре во Карпош. И она што е најстрашно, ми подметнуваше лажни анкети пред локалните избори, не знаејќи дека јас правам и телефонски и теренски анкети, и кога тоа го дознав, се зграна, беше многу резигниран. Во смисел, добро, ајде, кога не си веруваме, терајте. И сега кој испаднал, кој има подобар проценка? Сакате да кажете дека опозицијата сакаше да изгуби во Карпош? Во едно од... Преку губењето во Карпош, тој сакаше да му го остави Карпош на Социјалдемократскиот сојуз, но во исто време лидерот на граѓанската опција Македонија да дојде нов лидер. Зошто да му го остави на СДСМ? Постоел некој договор? Па дали имало договор? Се слушаше дека постои договор меѓу нив, веројатно за сфера на влијание. Во смисла на каков договор? Јас знам дека имаше некои договори во врска со Дупот кај Алумина пред изборите зборам. Дека имало некои договори во врска со Дупот кај Алумина, некои други згради кои што требале да се градат тогаш, дека имало бизнис. Не знам. Меѓутоа членови на ВМРО ДПМН сега си кажуваат што била неговата стратегија. И договорот за јавното градско предпријатие за паркирање, кое што го договоривме без никаков проблем, и уште 3 пати предпријатието го дискутиравме во смисла дека Муцунски во аеродром сака да отвара јавно предпријатие за паркирање, ќе се намалат приходите на градското предпријатие за паркирање, во смисла дека СДСМ сака клинички центар да го одвои, големи приходи јавното градско предпријатие би изгубило, и во смисла дека Данела Арсова има намера да намали цената на паркирањето за 25%, тоа значи оној човек што од Гром ќе го прави тоа предпријатие, ќе остане од гол без значен дел од приходи. Значи тоа прашање повеќе пати сме го дискутирале. Сега дознавам дека дел од стратегијата за моето рушење исто било откажување на договорот за јавното предпријатие, за да се зголемат тензиите во партијата и демек со новиот лидер ќе
дојде новиот лидер, ќе се даде предпријатието, управни одбори и се останато што е потребно, а да промел бил само Стефчо Јакимовски. Добро, ама мене не ми се јасни тие работи. Зошто е проблем Стефчо Јакимовски? Стефчо Јакимовски влечел гласови, членство, активности во опозиција, организираше бојкот на референдум. Тоа мене навистина не ми е јасно. Зошто ние треба да гледаме како опозицијата се двои, се разделува, как е таа логика? Александар, очигледно дека човекот има комплекс од мене. И не е страшно да си признаеш дека помалку разбираш политика од мене. Тоа е најнормално. Зошто? Зашто прво имаш помалку искуство. Може би имаш помала дарба за таа, може би имаш дарба за математика, ама за политика немаш дарба. Еве јас да го подсетам дека јас сум во политика од 85 година, од градска конференција на младина на Скопје. Па 88 година бев стручно политички работник во председателство на младина на Југославија. Бранко Азерски беше председател, Георги Иванов беше волонтерски член, Мило Джукановиќ ми беше колега, да ги бројам кои све, поранешниот министер за надворешни работи Зоран Талер, поранешниот министер за внатрешни работи на Црна Гора до пред 2 години Мевлудин Нуходжич, значи во истата зграда со Слободан Милошевиќ, со Стипе Шувар, со Тупурковски, јас тамо ја учев политиката. Значи, сум бил и директор на предпријатие, сум бил 3 пати министер, 4 пати победувам. Замислете уште една работа. 4 пати победувам на локални избори, од кои 2 пати готово сам. Се формира ЗЕЛС од 18 членови на управен одбор и 5 во надзорен, за Стефчо Јакимовски нема место. И кога прашувам зошто е тоа така, велат од партијата го добивме списокот. Браво, колеги. Ако мислат дека во делот на локалната самоуправа нема што да слушнат од мене, секоја чест. И сега нема потреба, нити јас плачам зашто не сум коалиција, јас викам, да ви олеснам и вас и мене. А да кажам ли тоа што Наум Стоилковски се срекева со еден мој пријател кој му вели, нели мислиш, Науме, дека е добро да седнеме и да поразговараме, да ги релаксираме односите меѓу ГРОМ и ВМРО, а тој вели вака, завршено е со стариот. Па ако завршиле со стариот, што е проблемот? Нека продолжи малиот тамо каде што застанал. Што е проблемот? Ги изненадив. Не очекуваа потез. Мислеа дека ме држат во шака што тоа што нема мнозинство во општина Карпаш. Тие натаму не можат да го сватат мојот менталитет. Мене ми е најбитно достоинството. И достоинството не му го давам на никого. И на многу посилни од Христијан Мицковски. Видете, јас на Заев не му го давам достоинството кога цел свет стоеше за него. Цело НАТО, така ли беше или не беше така? Праве фајвар. Веле, ова прашање не заслужува одговор. Им пројде ли референдумот или не? Кој искочил 5 саат кога виде нема да имам доволно искочени да каже имаше ли јасен став Христијан Мицковски? Немаше. Јас од првим. Има еден клип каде што јас и Груевски по ова како се вика по улица Македонија одевме таму кафе некој пиевме и иде еден новинар по него, дали господине Груевски ќе поддржите референдумот, неколку пати го прашува, Груевски вели друг пат ќе ви дам за тоа одговор, партијата ќе ви даде и ме прашуваат и мене, јас веднаш се вртам, викам не, нема да излеземе на референдум. Јасно и гласно. Имате и коментари од типот на тоа дека дали ќе ги броиме Панчо Минов и Чедо Саздовски, а и некои мои колеги кои што сакаат да се наречат новинари велат дека треба да се извините пред македонската јавност за Чедо и за Панчо. При тоа заборавајќи ги оние 8 души кои што беа од ВМРО. Да, треба да ги броиме, ама они како 9 и 10 треба да дојат. Значи, прво треба да си го изброиме Крсто Муковски, па оној како се викаше тамо, што отвараше врата од Охрид, па Канчевска, Милевска, да си ги изброиме сите од ВМРО ДПМН кои предадоа и кои ги има у резерва за предавство,
преседатели на разни организации внатре и така натаму, значи они ќе дојат 10. Не се у први борбени. Значи Панчо и Чедо се последица, а не причина за предавството. Причината за предавството си се тие членови на ВМРО ДПМН и ВМРО ДПМН од таа работа не може да избега. Джаби нешто они зборат. Кои се тие што биле во резерва? Си има таму резерва, како има резерва кој што, ако е како резервна гума, кола може ли да оди без резервна гума? Значи си има, Сакате да кажете значи дека имало овие 8 пратеници? плюс резерви имаше. Плюс резерви. Од која политичка И сегашни, некои сегашни градоначалници, и некои поранешни високи функционери на ВМРО у резерва стојаат тие. Ако не се овие 8 плюс тие да ускокнат. Ако тргаме за тоа зашто све треба да се извинат, да се извини тој за тие со кои што се дружил и ги бранел, списокот е веројатно едно 200 страни. А ако треба да се извинам за двајца, значи колку е тоа? 2 реда. Ама најмалку 200 страни треба на друга страна да има извинување. Но тие ќе речат, нели, во обид да го оправдаат дека тие пратеници не му биле под контрола на Мицкоски затоа што само што дошол на чело на партијата. Ама тоа е теза која што ја руши позицијата на Мицкоски. Значи, не може лидер на партија, тоа значи дека не бил или не е доволно моќен лидер на партијата. Ниту тогаш, ниту сега, дека немал доволно влијание. И му ја рушат така позицијата оние кои сакаат да го бранат. И сега излага работа, не ме бради. Не ја разбирам таа логика, каква е таа потреба да се... Јас колку што... Како идат? По принципот, моето не мириса, туѓото мириса. Ако е помалечко. Моето купче не мириса, туѓото мириса. Потресите за 27 април, кој ги направи? Гром ги направи. Кој ги направи? Гром ги направи. Кој отвори вратата? Кој пееше химната? Па го предизвика на албанецот. Кој ги направи сите тие глупости? Земјата беше на ивица на граѓанска војна на 27 април. Кој ги внесе тие со капулјачите? Барем нешто да направеа, да се тепа и така натаму. Фолиранти обични влегува со само да направат циркус и да остават лоша слика пред цел свет. Каде бре во свет се тепаат пратеници? Пратеници внатре може да степат, ама од надвор да тепаш пратеници. Знаете ли вие дека има земји кај што не можеш да бидеш министер ако не бидеш пратеник? И замисли тие министри ти одлучуваат за судбината на Македонија, а те гледаат ти како партија, си влегува унатре, си тепал министри и пратеници. Тоа е апсолутно недозволиво. И Гром беше прва партија која што тоа го осуди. Го осудив и го осудивме, но далеку од тоа дека вакви драконски казни треба да има за тие луѓе. Мислам дека нивната голгота треба да се прекине, дека беше доста. Еве СДСМ дојде на власт, го направи тоа што го направи, а од друга страна луѓето кои што протестираа беа во право. Го променија уставот, го променија името, направија двојазичност, значи се она за кое што тврдеа пред избори СДСМ дека нема да го направат. А сето тоа беше, граѓаните за тоа се собираа пред парламентот. И до тука се е во ред, само отварањето на вратите не е во ред. Најнормално, тоа што требаше да го направат пратениците, од ВМРО ДПМН, тие побара да го направи народот. Односно, тие требаше да се тепаат во парламентот и да не требаше да дозволат изборната лаџафери, а не да го внесуваат народот. Ако така се случеше, ќе беше сосема нешто друго. Пратеници се внатре се степали и тоа е тоа. Не може да ги обвинат нив за тероризам, или за пуч, или не знам што. Не, они викаа, ова е пуч. Ова е пуч, така викаа. Добро, дали некој во ВМРО ДПМН смета дека да се биде опозиција е ексклузивно право на ВМРО ДПМН? Само што сакав тоа да го прашам. Зошто
Мене не ми е јасно која е таа хистерија и шизофренија. Ако не си ВМРО-ДПМН, тогаш немаш право да бидеш опозиција. Или ако не си во коалицијата на ВМРО-ДПМН, тогаш немаш право да си... А зашто ВМРО? Тогаш си предавник, тогаш ти не знам што. Чекај, Александар, а зашто ВМРО-ДПМН треба да го има лидерот на опозицијата, ако тој лидер има пола рейтинг од неговата партија? Ајде да го смениме лидерот на опозицијата. Нек си остане он на ВМРО-ДПМН лидер. Ајде коалицијата да одбереме нов лидер на опозицијата, па да видиме СДСМ колку време ќе остане на власт. И тоа не е јасно. 5 години ние збориме дека... Видиме да 5 години на опозицијата, а ВМРО ако им е добар нека им седи и да видиме колку време потоа СДСМ ќе остане на власт. Па 5 шанси до сега пропуштивме. Што се не се случи? Нели имавме бомби, нели Бокио таму им пушта од затвор пенали едно друго, не се мрдани, грешки и промашувања. Што дека они дока најголема смртност во Европа имавме, они дозволија со анти-пиар стратегија Филипче да биде најпопуларниот министр. Која хипокризија бе луѓе? Најголем бизнис во Македонија, најуспешен бизнис беше производство на лимени сандуци. Имаше ли поуносен бизнис од да си гробар? И се они со нивната антакампања, а нивната неспособност, Филипче го направија за најуспешен министер, а најголема смртност во Европа имавме. И на многу, меѓу највисоките во свет. Не, имаше и тука еден тип на заштита, особено во медиумите, кога ние како медиуми бевме замолени да не го тепаме многу наводници Филипче, затоа што бил коректен. Ама тоа е тема за друга емисија. Тема за друга. Па, веднаш после тој локдаун направивме избори, не сакаше да оден избори, па отидовме и си изгубивме за 2 пат толку требаше. 2 кајнев или 2 кајнас, толку требаше. И она што е интересно, сега се фалат со анкетите, пред секои избори они водат на анкети, по избори губат за 2 пратеника. И сега, што таа фалба, ај видете рейтингот ако е точен на партијата, а колкав е на председателот на партијата. Ајде да го мериме мојот рейтинг и на мојата партија. Има ли разлика? Добро, и минатата емисија градоначалник споменавте дека опозицијата поседувала сериозни бомби за криминалите на власт. Ако тие не ги објавила, значи е соучесник. Или постои некаков скриен договор. Многу ти е добро заклучено. Имате ли слушнато нешто? Имате ли видео? Само мала дигрес. Читам дека има еден коментар, вели цело дувло трета смена на коментариот дека стаена, окей, нема врска, нека коментират. Еден од коментарите е трнете го тај пијандура за Стефчо. А Јакимовски јас го знам подолго низ години, јас го немам видено да се напие алкохол капка. Но, за разлика од тоа, некој друг лидер се мери во хектолитри, не во литри. Значи, кажам нешто. Јас морто успијам да видам од многу така наречени лидери, ќе кажам и ќе направам попаметни работи отколку тие трезни. А згоре на тоа што не пијам. Можем да пијам, ама барем не викаш дека ќе земеш пиштолот и ќе пукаш. Да, нивниот лидер кога ќе се опијани, он вика ќе земел пиштолот, ќе пукал во овој, ќе пукал во оној. Тога станува Клинт Исвуд. Абе, решето сме. Може ли... Само, знаеш што? Он пука, вака само му се заглавил метакот, знаеш со прс. Кога пукаш му се заглавил метакот во прс и... Имаше една теза, Милош, која што сакам да мислам дека е добра теза, да ја искоментираме. 5 години збориме колку е власта слаба, корумпирана, економијата тоне, невработеноста е зголемена, луѓето бегаат, корупција на рекордно ниво, задолженост на рекордно ниво и што ли уште не. И ние 5 години стоиме во место. Значи, послаба власт сме немале и не можеме да ја бутнеме. И послаба опозиција сме немале. И послаба власт сме немале и не може да ја бутнеме. Еве, ние се сметаме како опозицијски медиуми, сметаме во таа борба еднакви. Не можеме да ја бутнеме оваа власт. И сега се прашувам дали нема доволно политичка иницијатива да се бутне оваа власт, дали се смета дека овие нека ги завршат прелјавите работи па ние после на рад.
Бидејќи имаше една таква само момент, имаше една таква теза која се обиде вчера председателот на Српската партија Стојковиќ, Иван Стојковиќ, не знам како му се викаше партијата, која што проба на мала врата да ја протне на неговиот статус, во кој што вели Христијан Мицковски дури може да одлучи како се вика и да не оди, да не бара на избори и да ги остави овие да се дозаглават во економска криза и после да ме Христијан да се дојде ВМРО вако на готово на власт. Ама таа логика е чисто и ништо повеќе од лукративна. Логика е лешпер. Се става, таа е точно, тоа е лешперска логика од проста причина што на тој начин се вели де факто демек економијава нека пропадне, граѓаниве нека гладуваат, нека немаат пари, а ние ќе чекаме да им се најутат луѓето затоа што немаат леп да јадат, па да не донесат нас на власт. Значи се откажуваат од политичка иницијатива, се откажуваат од предлог програми, се откажуваат од борба за граѓаните и демек ќе ги оставиле овие да допропаднеле. Ама не пропаѓа СДСМ. Пропаѓа народот. За кој што вие велите дека треба да го спасиме. Или да го спасите. И тоа е многу лешперска филозофија која што очигледно има прифатено и ако нели член на коалицијата излага на тоа да го каже, веројатно го има прифатено и коалицијата како таква. Замисли два потеза катастрофални. Заев после недобивањето на датумот 2019 година си поднесува оставка и вика ајде да одиме на избори во рок од 60 дена. Кога СДСМ е во нокдаун, место веднаш да фатиш оваква понудата и да одиме на избори, тој вели јас сакам 100 дена влада. И што направи со 100 дена влада? Направи некој преврат? Стави министер за труд, му го и шутира. Така ли беше или не беше така? Наместо одма, кога СДСМ беше во даун, тоаш ние најбрзо и најефектно ќе дојдевме на власт. Втората работа, која што господинот после локалните избори му се јавува на Заев и му вели од денеска немаш мнозинство. Заев изненаден вика како немам мнозинство. Они го кажува на нашата заедница коалициона средба. Како немам мнозинство? Вика немаш мнозинство, да знаеш, дај да се договориме како ќе ја предаеш власта. Абе кажете ми, каде тоа му се телефонира на тој што треба да го рушиш? Слушај, ја имам повеќе, ела се договориме како ќе си одиш Мерцедесот ќе ми го донесеш овде пред Белата палата или ја да дојдем со Шкодичето тамо. И што испадна? Заев паси најде мнозинство. Наместо да се бара промена на влада, односно се гласа за доверба, они поима немаат дека немаат мнозинство, кога ќе се избројат мнозинството ќе падне, ја е здраво, практично он му телефонираше и му рече, абе, одврзи си кесот и купи си еден пратеник и направи си па мнозинство и владај си. Кој ги правеше? Абе, тоа, како да ви кажем, тоа се утки многу големи. И сега колку да сака некој да ги покрие тие утки, и тие промашувања не се покриваат. И сега ние цело време сме голтале, цело време прифаќаме и нема проблем. Ајде во интерес на коалицијата. Вака, вели Мечки знакажа многу без да размислиш, заборави дека Гестапо демне. Дојди бе другар и Гестапото да му кажеш да дојде. Или да дојдам ја да ми каже кај треба да дојдам. Значи немој со овакви чалами, многу добро знаеме тие што отвараат глави. Да ги да беа, те пачи ги знаете. Не се. Они се многу силни. Гестапо демнел, жити мајка. Па ја демнам. Слушај да ти кажам. Они се многу силни кога се власт, со качулки влегуваат во парламент. Ама кога се опозиција се помали од махово зрно. Кога го бранеме Груевски кога собиравме пред суд, 200 луѓе се собиравме. Меѓу кои и јас. Од кога јас се уплашив. И затоа нека не се прават. Дај да разговараме за политики. Дај да разговараме за тоа што треба да правиме со државата. Вие може да обвинувате колку сакате, ама со тоа вашите слабости не ги покривате. Мене ми е жал
Тоа членство на ВМРО ДПМН изминативе 5 години пропати исто колку и ја. Затварани, бркани, притискани, угнетувани, измачувани, бркани од работа. Значи, да бидеш ВМРО-овец изминативе 5 години беше да бидеш требен како ретка зверка. А ја бев заедно со нив. Кој Стевче, другарот на ВМРО ДП, другарот на ВМРО ДПМН. И жолчот кон мене беше уште поголем него што беше кон нив. И мене ми е жал за сите тие членови. Ништо се поминаа. И јас сочувствувам со нив. И искрен да бидам, во таа битка и во тоа све што сме преживеали ги чувствувам како своји браќа. И натаму ќе ги чувствувам како своји браќа. Ама некој што си има задни намери, идеи, некоректни, кој што има монструозни размислувања, јас тоа не можам да го толерирам. Веројатно треба да се знае до каде треба да му биде мерката. И во крајна линија ВМРО ДПМН треба да се одлучи сака коалициони партнери со дигнитет или сака коалициони партнери пудлици. Гром пудлица не може да биде. И на него, на Путин не може да му биде пудлица, а не него. До кога Јакимовски ќе го слушаме оној наратив ВМРО ДПМН само што не дошло на власт? Бидејќи тоа е наративот кој што цело време се пушта во членството на ВМРО, а гледаме дека од ден во ден сме се подалеку од таа цел рушење на оваа власт. Само момент. И на крајот најголемата трагедија ќе биде што ВМРО ќе мора да направи со ДУИ коалиција за да влезе во Илинденска безбор. Милош, не е проблемот дали ќе дојде и кога ќе дојде. Што потоа? Дојде ВМРО и 98 на власт. Каде им е тогашниот лидер? Што бидна потоа? Кој бе резултатот? Што остави зад себе? Срекни граѓаните не беа од тоа од тие денови. Сега, што ни се случи повторно? Гледате каква жолч се истори врз ВМРО ДПМН. Што оправдано, што неоправдано. Ама кога дојдоа тешките моменти за ВМРО ДПМН, сви юнаци ником по никош и у црну земја погледаш. Тогаш беше спасувај се кој како може. За разлика од нив, јас тогаш бев истопорен на браникот на ставовите и сите они добри работи што ВМРО ДПМН предводен од Никола Груевски ги направило за оваа држава. Има и грешки, ама има и добри работи. А ВМРО ДПМН, сегашното раководство, бега од све живо што било во тоа време. И ту нуди нови лица. А тие нови лица заглавени во Делчевските ниви, во орањето, во длабокото орање, си зеле 1.600.000 евра. Е тоа ли се новите лица? Тоа е ли новата понуда на политичката сцена? Пак ли, ако дојде на власт, па после тоа, пак ќе ги имам истите работи? И јас пак ќе кажам, пошто сте многу силни, пошто многу вредите, ајде да одиме со една изборна единица, без прак, ајде го смениме начинот на финансирање, или нека нема ни за вас, ни за нас. Не може вие сите пари за финансирање ги зимате за изборите. Правите модел кој што вас ви одговара и да видиме дали ние помалните партии сме паразити и сме ваши привезоци или има некој потенцијал во нас. Да видиме дали ќе биде подобро за овој народ или ќе биде полошо. И ќе видиме дали вие така ќе се сменувате една со друга партија и сите други ќе ги понижувате. Кој се плаши од една изборна единица? Па тие. ВМРО ДПМН и СДСМ. Кога се загрозени, тие веднаш се заедно. Гледате како се договорија околу начинот на финансирање на партиите, проблем немаше. Постигна договор. Околу начинот на финансирање на изборите, проблем нема. 90% тие си ги земаа парите, ВМРО ДПМН, СДСМ и ДУИ, остатокот 1 евро за локалните избори за медиумска кампања која што законски ме следуваше да земам од колавчот кој му припаѓа на ВМРО ДПМН како коалиционен партнер, не ми дадоа.
така ме лажеа, така ме вртеа, пројде изборите, ама кога Господ сака. Сака. Не, кој ти имаш во главата и кој ти имаш квалитетен програм и кој ти имаш добра стратегија, кој ќе настапиш искрено кон граѓаните, резултатот е неминован. Градоначалник, како вие станавте предавник, а например лице како Митко Јанчев, сега гледаме се фотографира со Христијан Мицкоски, претходно сакаше да го смени од лидерската позиција, збориме за човек кој што повикуваше да се гласа за промена на името. Што сакате да ви кажам? Па не, ма паралела еве да направиме. Чека, има време, пак и се скараат, полек. Кај ги знаеш, утре ќе им буфне. Нели Митко Јанчев беше другар на бизнис соработник на Вице Заев, нели ги згради правеле заедно, па у регби тоа копале заедно. Не знам што и сега у добра теза поставува и добро прашање поставува Милош. Наистина треба таа паралела Јакимовски да вака мене ми е несватливо. Не... Тоа е уште поинтересно, на него му дадоа подршка. Прв круг, на вас не. Ама Митко Јанчев не му представува опасност во партијата него. Само може да има добивка. А он проценил дека Стефчо Јакимовски му е опасност као коалиционен партнер, дека ќе порасне угледот на Гром и дека Стефчо Јакимовски не можеш да се поигруваш со него и со Гром. Тоа е проценката. И затоа немаше подршка во првиот круг. Јас не пројдам, очекува дека нема да пројдам и тоа беше изненадување. А во вториот круг гласа за помалото зло меѓу Душко Весовски и мене. Веројатно не мислат да го гласале Душко Весовски, да гласале за СДСМ. Сега може да замислите. ВМРО може да му кажете да гласа за СДСМ и дека ќе послуша. Па се. Членовите на ВМРО само добро виделе од мене. Само добро. Никогаш ништо лошо. И јас никогаш не сум имал проблеми во Карпуш со ВМРО да помане. Сега првпат доаѓаат проблемите како резултат на тоа што некои луѓе, тоа општинско раководство е продолжено рака на Христијан Мицкоски. Не сака да мисли со својот ум и да мисли за потребите на граѓаните на Карпуш. Не може да сватат дека се власт во Карпуш. Тие мислат како што се во парламент опозиција, дека си во Карпуш опозиција. Морам да ве вратам, градоначалник, малку назад, а тоа е оние избори кои што се одржа јуни 2020 година, на кои што победи СДСМ. И минатата и оваа емисија споменувате дека ВМРО ДПМН имало сериозни бомби, материјали за криминал кај власта. Беа објавени тогашка неколку, мислам дека беа снимени разговори, доста интересни, направија доста штета на СДСМ, но се говореше и тогашка, а го говорите и вие тоа, дека имало многу повеќе. Зошто не беше објавено? Треба него да Зошто опозицијата се однесува како да не сака да дојде на власт? Треба него да му го поставите тоа прашање, не мене. И тој ако има такви работи, тој не знае да ги скрие. Тој ги кажува на сите, еве сите знаете дека имало бомби. Не само јас. Нема дискреција кај него. Што е лош манир за човек кој треба да биде на врвни функции. Мора да има и дискреција во размислувањето. И се ако јадеш нога од кокошка и ностоп збориш, виж цела држава знае дека имало и јас знам. Прашањето е зошто не биле објавени, ако може да помогнат. Зошто не биле објавено? Веројатно имало нагодба со СДСМ. Немој да мислите сега во Украина нема политичари кои што и меѓу Русија кои што разговараат или меѓу Русија и Америка дека не разговараат. Исто и големите партии. Колку да се во војна, има офицери за врска кои што разговараат за одредени прашања. Па еве, и се нагодуваат. Јас ќе бидам искрен, не гледам дека Заев се плаши дека ќе заврши во затвор. Зашто отвара фондација, се погласно се говори, то Палчо редовно го збори дека ќе се кандидира за председател. Он не мисли дека ќе заврши во затвор. Ниту некој граѓанин на Македонија мисли дека Заев ќе заврши во затвор. Зошто тоа го мисли народот, тоа е друго прашање. Тоа некој друг треба да си го постави. Има дел од коментарите кои што велат дека вие сте добиле директорски места, не знам какви, само момент.
директорски места и дека сте биле паразити во коалицијата. Колку директорски места има добиено ГРОМ по локалните избори, каде се тие и зошто нема добиено? ВМРО си доби водовод, си го зема улици и патишта, си го зема Дризла, си го зема градски сообраќаи и некои таму други институции. ГРОМ не земел ништо. Како тоа ние сме биле паразити? Како бре паразити ние, а два пати ги носам на власт во Карпош. Како джак качен на грб, ги внесувам во Карпош. Ние паразити, а они кога ВМРО ДПМН можел да влезе во Карпош без мене? Очигледно, како да кажам тоа, кодот за влез во општина Карпош, сум им јас. До моето коалицирање со ВМРО ДПМН, членовите на ВМРО ДПМН можеле да дојдат до оградата на општината, односно, ако имат некое писмо, донесат во архивата и толку. Со моите победи во 2013 и сега, членовите на ВМРО ДПМН се во кабинетите, во секретарските места, председателското, се возат во општинските коли и така натаму. Што претходно било незамисливо. И сега како они тоа мене ме сметаат паразит, ја не можам да разберам, не ми е јасно. Ја победувам со борба, а они мене ме сметаат за паразит. Колку се тие тези исправни, или колку да си кажат нешто. Еден коментар кој што морам да одговорам, тоа се однесува на Инфомакс, до каде дотеравте работава, ВМРО ние сме го поддржувале, ние поддржуваме опозиција. Секој што е опозиција го поддржуваме. И Јакимовски е опозиција, го поддржуваме Јакимовски. ВМРО ДПМН е опозиција, го поддржуваме ВМРО ДПМН. Србите се опозиција, ги поддржуваме србите. Алијанса се опозиција, ги поддржуваме. БЕС е опозиција и нивки ги поддржуваме. Ние ја поддржуваме опозицијата во целост. Не поддржуваме луѓе кои што сака да ја разнебите таа опозиција. И ние немаме никакви проблеми со делувањето на политичките партии, затоа што тоа не е наша работа. Политичките партии се делуваат така како што мислат дека треба и тоа нас не ни интересира. Но, оние кои што сакаат да разединат опозиција, за тие луѓе ќе збориме. И имаше дел низа на прашања по претходната емисија, во смисла на тоа зашто е 180 степени е свртена уредувачката политика на ВМРО ДПМН. Не е сменета 180. На Инфомакс не е сменета уредувачката политика на Инфомакс воопшто. Константна е уредувачката политика и многу концизна. Нашата уредувачка политика е антирекетарска и промакедонска. Од секогаш било и секогаш ќе остане. Ако некој мислел дека ние ќе откриваме афери за криминал, за рекет, за уцени и за закани само за СДСМ, а не и за некој друг, тогаш се излажал. Ние планираме и така сме кажале во низа емисии, во низа текстови и во низа мои обраќања и во низа мои гостувања на други медиуми, јасно сум кажал дека Инфомакс ќе остане антирекетарска редакција и промакедонска. Во ситуацијава ние имаме работа, тоест ова што го коментираме денес, длабоко сум уверен, не да нагаѓам, туку врз основа на докази дека се работи за една таква ситуација во која што ние како медиум би требало да реагираме. За да не дојде до тоа да се раситни и опозицијата која би требало да биде да значи спас за држава. Што се однесува на протестите на 18 јуни. Тоа се опозицијски, тоа е митинг на опозицијата. И ние нема да го ние ќе го поддржиме тој митинг. Но нема да поддржиме политичари кои што работат на разединување на опозицијата. Тоа беше само мора да одговорам, на мене се однесуваше. Не се сменила твојата уредувачка политика. Се сменил нивниот однос, мислејќи дека веќе се дојдени на власт. Стануваат арогантни, стануваат безобразни, лажат, надмени и се мислат себе како готово веќе дошле на власт. И почнуваат да се закануваат и на стопанственици, и на политичари. Значи, уште не дојдени на власт. Што е тоа што вие го нудите? Си отишол Мурто, дошол Курто. Пак да гледаме исти цени како што гледаме. Пак да гледаме окторирано судство. Пак да гледаме политички процеси. Па што направи во Карпош? Не можев истото да го направам. Ајде еднаш да се обидеме да направиме мирен трансфер на власта, кој год ќе дојде.
без потреси, во администрацијата, кај луѓето, кај народот. Да не правиме циркуси. Тоа е најбитно, дали една држава е зрела да прави мирен трансфер на власта. Тие комплетно ја сменија политиката, однесувањето, надменоста, умисленоста. Како ти кажам, со стариот е завршено. Добро. Еве завршивме. Место вие ја ви завршив. Ја не се напернав, јас не направив ништо и навистина јас со најголемо задоволство и желба овој пат да немам конфронтации, да немам расправи, гледате, према СДСМ, према никому влакно од глава не фали. Нема да фали ни на овие луѓе од ВМРО ДПМН. Ни на крај памет дека треба да се расправам со тие со кои сум бил у коалиција. Дека треба, што се вели, да се расправам со моите. Ама кога цело време те обструираат, кога работи кои што се во интерес за граѓаните, ај со мене што викаш, пази, ми биле броени деновите, од друга страна проверува дали ќе сум одел во затвор, од трета страна гледа да ти направи преврат во партијата, па ти бре човек, или сакаш да умрам, или да бидам во затвор, или да ми ја земеш партијата. Е па, како мислиш ти ние да соработуваме? Е сега, инверсно на тоа, ајде да видиме како јас сум се однесувал. Кога него го напаѓале, сакале да го менуваат, јас сум стоел зад него и тие ми се лутеле зошто го бранам. Кога сакаше да си поднесе оставка после парламентарните избори утрото во 7:30, нека каже. Ајде, нека каже. Дали ми соопшти дека во 12 сат ќе свика пресконференција ќе си даде оставка. И нека каже кој го разубеди. И зашто го разубедив. Кој бил односот кон него и кон неговата партија? А кој е неговиот кон мене? Нека извини. Мојата совест е чиста како солза. И, ако сакате, што велат мак на конац, кога сум го напуштил СДСМ и сум одлучил да се кандидирам на избори во интерес на граѓаните на Карпош, испадна дека јас бев во право, граѓаните ме поддржаа. А СДСМ после мене дојде на власт, на локални избори. Но, тие смета дека јас им погрешив со тоа што ги напуштив. И тие смета дека треба до крај да се издржи со бојкотот. И, ете, имаат некоја причина да ми бидат лути. Нека објасни еден член на ВМРО ДПМН, посебно Мицковски, за овие мои 99 месеци, што тоа јас му сгрешив на ВМРО, што Гром му сгреши на ВМРО, кој став политички, кој збор, која реченица, кој наш однос не бил коректен и не бил во интерес на коалицијата, во интерес на ВМРО ДПМН, во интерес на јакнење на силата на коалицијата. Кој бил нашиот, дали бил мал придонесот наш во дезавуирање на власта на Социјалдемократскиот сојуз, поготово борбата за промена на уставното име, за време на референдумот. И цело оваа време. Ајде да видиме што е тоа, што ние дали негде се огрешивме кон коалициониот партнер, зашто он не коментира. Вели, ако така се чувствува по-комфортно, со среќа нека му биде. Па јас во политика не сум за да имам комфорт. Ако сакав комфорт, ќе си бидам во власт. Па ми пожелува среќа како да сум рудар у рудник, де ме влегувам, на рудар кој влегува рудник, му се вика стрекно. А што друго да каже? Вели, не сме правиле муабет од декември. Ај, нека каже зошто не правиме муабет. И се ако никој си сака слепо да му... Кога луѓето кажуваат дека многу лаже, јас ти на крај памет. Едноставно тој дел од мозокот не ми е развиен. Не знам како може човек со толку години, со таква академска титула, лидер на опозиција, алудира да води државата, да се служи со лаги. За мене тоа е непоимливо. Ама очигледно... Уште еден коментар, ако може Кимовски да одговорам на прашањето. Вели, сега да вие го поддржувате ВМРО ДПМН, но не и Христијан Мицковски.
но христијани го поддржува 99% од членството, значи против кој сте вие? Колку проценти од членството го поддржува Христијан Мицкоски? За мене е ирелевантно. Абе, Александар, анкетите кажуваат пола има од рейтингот на партијата. Ете колку го поддржуваат. Да, но за мене е ирелевантно. Колку го поддржуваат од партија, окей, нека си го поддржуваат, тоа не ми значи мене ништо. И јас сум новинар, а колку јас сум ја поддржал опозицијата, ние како редакција Инфомакс се мислам дека зборуваат последните локални избори. Јас не видов таму никој друг, само ние, нашата редакција беше на терен и ловеше организиран подкуп, организирано собирање на лични карти за гласови, имавме неколку инциденти, бевме напаѓани, бевме апсени, не беше уништувана опрема. Тоа го направивме ние, не некоја друга редакција. Затоа кога ние поддржуваме или не поддржуваме, говорат делата, а не тоа што некој ќе го збори. Јакимовски има едно друго прашање директно за вас. Дали е вистина дека имате голема поддршка од Западна Европа и САД? Знаете како? Овие од ВМРО, па и од СДСМ, иста марка се сите. Нив им е све битно дали ќе имаат од некој центар поддршка. Дали едниот или другиот ќе дојде на власт, нив им е битно дали имаат поддршка од Западот. Мене ми е најбитно да имам поддршка од граѓаните, од народот. И слушам сега, дали Јакимовски управуван од некој центар? Па ако нив ги управуваат од центри, мене никој не ме управува, нити може да ме управува. За sada сум сте руски инфлуенсер, за овие сте американец, за ВМРО. Добро, напомена Мечка повеќе пати дека имаме... А да ги баталиме више? Па, уште... Да си фатиме друг муабет. За русите? Ако сакате да преминеме на друга тема, ја би за онаа ситуација со... Говорихме на многу прашања. Да, имаше еден текст кој што излезе во еден неделник, тоест во веб интернет верзијата на тој неделник, од поранешниот инспектор за градба, ако не се лажам, градежен инспектор на општина Центар, господин Кочо Стојчевски, кој што од инспектор со 350 до 500 евра плата, не сум сигурен колку е платата, стана градежен магнат. Неговата фирма е Специјал градба, кој што ве нападна дека вие сте му ги нарушувале неговите права и дека морал тој да гради таму не знам што, а дури и се прогласува како собственик на тоа земјиште и на таа маркица. Каков е вашиот план и коментар за текстот? Прво, ја не сум го читал тој текст. Слушам ми го каже и од она што го кажува луѓе што го познаваат вордингот на ВМРО ДПМН, кажуваат дека му го напишале во ВМРО ДПМН. Така ли е? Не знам, нити сум го читал, нити е за мене кочо фактор за кој што треба ја да се секирам или да... Чие е земјиштето, тој ќе си гради. И ништо повеќе тоа. Ама, 28 катница нема. Точка. И уште една работа, ајде да си каже дали формира со другар му оној што е предходница, како се вика? Извидница на Христијан Мицкоски, Икец, како се вика тој, Илија Тозија. Е, тој. Формирале ли за оваа намена фирма? Или не? И како праќаше пораки, и јас сум унутра. Икец вика вака, и јас сум унутра, а тоа значи и тој е унутра. Кој? Кога викам тој, знаете кој? Тоа значи сака да ни прати порака дека и Христијан е унутра. Вака се. Сакате да кажете дека лидерот на ВМРО ДПМН е влегол во градежен бизнис? Па што неговата предходница, неговиот другар, секој дневен ни праќа порака дека и он е унутра, сака да ви каже, а и други другари имаше таму. Само официјално у фирмата се овие двајца. Еве, утре ќе ви ја соопштам името на фирмата, ќе видите. Баба лаже, трап не лаже. И немам проблем. Нека градат.
Ама не можеме на едно место да ти смета деветкатница, а кога сакаш ти и другарчињата да ти градат, не ти смета 28 катница. Не бива така. Ако ти смета, све треба ти смета. Јас зборам принципелно. Рековме, нема високи градби, изборувам принципелно. Инаку нас не е во интерес за 28 ката ќе земеме, за 60.000 метри квадратни да земеме комунали, знаете ли колку се тоа пари? 71.000. 71.000 по 115 евра помножете. Значи, скоро 8 милиона евра комунали. Од тоа 3 милиона и 200, Кукурек општина Карпуш. Добре, јас не се битни приходите. Ама велам дека не може тоа така, ние такво ветување на граѓаните не сме дале и не сакаме да го изигруваме тоа што сме се договарале со граѓаните. А од една страна да ми организираш трајкови, да ја праќаш жена ти, да дели анкетни листови, да ми правиш протести, а вамо да ми ги праќаш твојата претходница да бара од 28 катници и уште да се ај тоа, па уште доаѓаат ми се закануваат. Кај праќат пораки и јас сум унутра, па уште ми доаѓаат у кабинет и ми се закануваат. А добро, дупот за ова 20... И кога ми се заканија, ме уплашија, што да ви кажам, инаку морам да им соопштам, ете видиш, јас сум еден човек со слабо срце и ги замолувам во иднина да не ми се закануваат, зашто може и фар да ме срев. Добро, од ова што го слушнав, значи имаме градежен сектор во политика, тоа е во опозиција особено, тоа е интересно, прв пат. Не имаме дволичност. Кога се другарите мои, 28 катница. Кога не се, многу се и 9 ката. Сега гледате они правата им биле скратени и така натаму, ама тие кај сакаат поништуваат маркици. Па на тие што им ги поништуваат маркиците по негова наредба, правата нивни дали се скратени? Како е таа лага? Ние ќе носиме урбанистички планови откако ќе ги добиеме изборите. Па избори за 2 години нема да има. Зашто го лажеш народот? Ево јас кажувам, 39 планови во Карпуш се во изработка, ги нарачал мојот претходник Стефан Богоев. Кој план, како стига во изработка, така ќе биде презентиран пред граѓаните на Карпуш. Дали биле избори или не биле избори, дали било делник или празник или не знам што, значи како ќе стигне планот, така како сработиле службите и планерите, така ќе биде презентиран и нема лага и никогаш немало лага. Само морам да посочам во коментарите класичен пример за шизофренијата од лажен профил дислайк за ЕУ. Какви бандити каните, им давате простор, просто човек да се праша со кој пари ве купија. Значи имаш од прозападна партија дислайк за ЕУ. Толку. Мечка, Со кој пари не? луѓето што Со кој пари не купија? турскиот амбасадор да не си игра со крај. Со кој пари не купија? Со пари не да му одговорам со кој пари не купиле, со парите од туту на друга. Со тие глупости. Не купиле. Едно време вака Центарот за комуникација на СДСМ вакви исти коментари не пишуваш. Исти, скроз. Исто. Значи, замолам за малку поголема иновативност, барем да... Александр, малку на полови работа. Ања Мид, пуштате малку да Шо? Ања Мид да ја пуштиме малку да. Ања Мид, малку релакс. Не смееме ради авторски права, иначе... Зашто е авторски права? Ја имам некога, ти си сам. Видош? Да. Од свет да идеме малце? Кај сакате? Прашањата ја мислам што малку. Аха, од прашањата да видиме колку и да е точно ово од Стефчо, ама со обсесијата од ВМРО ДПМН и плукање на опозицијата директно им оди во корист на СДСМ. Па не плукајте, нема што да ви одговараме. Терете си работа. Се ако вие плукате, ширите инсинуации, навредувате, се ако ви одговориме, модело на во корист на СДСМ. Па затворете си ги устите, терете си вие ваша работа, ја ќе си тера моја работа. Еве викам,
Не сум против членството на ВМРО. Натаму ќе се соработувам со нив, ги почитувам луѓето. Што ви е проблем? Нема никаков корист да му правиме на СДСМ. Ем се закачате, ем плукате, ем врегате и кој ќе ви одговориме корист имал СДСМ. Па вие чукне таа главата. Едно прашање, дали планирате коалиција можеби со СДСМ и било каква соработка со СДСМ? Ама зошто би планирал коалиција со СДСМ? Гром е опозициона партија и ќе биде опозициона. Гром ќе работи на рушење на Социјалдемократскиот сојуз. Гром ќе си го бара своето место под сонцето на оваа политичка сцена и Гром нема намера да коалицира ни со СДСМ, ни со ВМРО. И Гром нема намера пудлица да биде. Точка. Дали сме јасни? Добро, следно прашање, но да прочитам еден коментар. Вели, не ме мечка, купени сте од врегите што ги врати Путин. Да, бе, брат. Така е. Што сте купени? Од френките што ни ги врати Путин. Добре. Да. Има едно прашање од коментар кој што е во насока на што да го прашам, супер. Следно прашање е може ли ВМРО да направи влада без да коалицира со ДУИ? И уште едно прашање кој што произлезе од коментари како кец на 10 ми дое прашањето. После вашето излегување од коалицијата, за колку места погоре ќе оди Сафет Бишевац на кандидатските листи за пратеници? Тоа е Да се изразам со речникот на Христијан Мицковски, со среќа нека му е на Сафет. Да се изразам со речникот на Христијан Мицковски, со среќа нека му е на Сафет. Немам ништо против човек. Добро, може ли ВМРО да биде власт без ДУИ? Клучно прашање, може ли воопшто ВМРО да биде власт? Добро. Мислам дека е доста од Говорихме на многу прашања, баја ги ми изволивте, дајте нешто друго да поразговараме. Ајде малку да релаксираме со Украина, ситуацијата во Украина. Со ракети. А таму барем се знае кој со кого се тепа. Па и тука и овде се знае. Се тепаме со Спорнако специјална операција. специјална како што овој беше антинацистичка операција, ние сме антиврховистичка, браво. Антиврховистичка операција или антирекетарска, да речем, што И да, имаше една паралела која што нашиот колега ми ја напиша додека од редакцијава Александар кој што ми ја напиша додека одеше емисијата, вели сите зборуваат за сите кои што не ги поддржуваат политиките на ВМРО се предавници, но никој во ВМРО не збори за внатрешните предавства. Тоа е таа теза Ванчо Михайловистичка тактика на водење на политиката. Во исто време имаме борба против Ванчо Михайлов. Мислам да не навлагаме тука, да одиме на антинацистичката специјална операција во Украина. Јакимовски НАТО му предложи, Столтенберг му предложи на Зеленски да си одбере кои територии ќе ги предаде за да постигне мир. Ја кога го рекол, не знам, искам да видам. Пред 2 или 3 дена, кога беше? Два дена има, ама вие, господи Јакимовски, кажавте дека ова ќе заврши така уште пред 2 месеци, 3. Знаете што, ја овие денови немам доволно време за овие работи. Го знаете оној вицот кога некој отишол на сафари во Африка и вика, јас се симнувам од тоа Land Roverот, кога тамо иде на лав, бам! По него гледам носорог, так, доле носорогот, од тамо иде еден леопард и него. А овој му вика, добро бе, ја пунеше ли ти пушката? Абе, вика, во онаа гужва, кој мисли да пуни пушка? Сега, исто и ја, кој мисли во оваа ситуација што се случува со мене, со партијата, со коалицијата и така натаму, со сите овие прашања, обврските на работа, кровови паѓаат, разбирате, значи со сето тоа висококатници сакаат да градат, значи со сите тие работи, кој мисли на Украина и дали Столтенберг му рекол на Зеленски кои територии ќе ги даде? Да, тоа е последниот предлог на НАТО.
Се плашам дека никој нема да го праша Зеленски кои територии ќе Имаме ситуација кај што денеска Макрон исто повика да се седне на зелена маса и дека оваа војна мора да заврши со преговори помеѓу Русија и Украина. Но што е уште поинтересно, Медведев на Телеграм кажува дека за 2 години Украина нема ни да постои воопшто како држава. Може ли да ви кажам нешто? Ако некој има ум во главата, треба да го чита, да го слуша и да го следи што вика патриархот на надворешната политика, Хенри Кисинџер. Што вика Кисинџер, само така тресна. Кисинџер вика мора да веднаш да се направат мировни преговори и во мировните преговори мора да има место и за Русија и за Украина. Во третата работа е многу опасна. Човекот многу јасно кажува. Кисинџер уште 2007 година предупредува дека ваквиот начин на однесување ја гуре Украина кон војна и еве таа работа. Кисинџер инаку е многу паметен човек, тој е пранешен министер за државен секретар за надворешни работи и мислам дека би требало да го послушаат во тој дел. Но она што сега читам е дека незадоволството од Зеленски е што премногу ги слушал странските советници и дека требал да ги слуша неговите генерали, кои што морам патам да кажам дека украинските генерали се добри генерали, сите се тие школувани во руските генералштабни командни школи и дека тие предлагале да се повлече војската позади Донецк, тамо да направат утврдување, да ја одморат војската, за да може таа линија да ја бранат. Сега во оваа ситуација гине многу војска, губат многу материјални средства. Тоа што го добиваат од Западот, можете да смислите дека вие тие луѓе треба да ги обучавате, им треба време додека ги навикнат тие радија, треба да идат на обуки. Од друга страна, како и секоја машина, и таа се расипува. Ти ќе добиеш тенк Леопард, ама тој се расипува. Ќе добиеш Абрамс тенк амерички, ама тој на бојно поле кога ќе се расипе, не доаѓаат американците да ти го поправат. Треба да го дигнеш со хеликоптер и да го носиш каде таму, Невада ли, кај ли, Флорида, кај ги поправаат тенковите. Што значи Рамштайн. Што значи дека нивното мислење е дека војската требало да се повлече на Донецк, тука да направат квалитетни линии на одбрана, резервни положаи и украинската војска да се одмори. Таа е преморена војска. Можете ли да сватите дека руската војска со нивната тактика широк фронт и напаѓаат на едно место па на друга секој дневно и они сите резервни, целата резервна војска, значи што имаат батальони во резерва, морат да попунуваат секаде каде што има напад. И практично таа војска се шета лево-десно, ја исцрпуваат, ја изморуваат до изнеможданост. За разлика од нив, несметано руската војска направи промена. Значи, дојдоа свежи сили. Нова професионална војска, а ова сега се одмара. И што направи сега Зеленски? Гледате дека потпише указ со кој во војна влегуваат, тоа се вика четврти позив, нели? Први позив се војската, втори позив се тие што се резервен состав. Уствари, први позив е резервниот состав, ама има главнина од резервниот состав, тие што се најмлади, најскоро обучавани и така натаму. Па втори позив, па трети, значи ова се луѓе веќе по одминати години недоволно обучени, само поминати со војска, ама војската поминале пред 15-20 години и сега тие треба да ги пуштиш да се борат со војска која што е професионална и која што е обучена и очигледно дека се работи за асиметрична војна во која што Украина војува со човечки фактор, со квантитет, наспрем техничката надмој што ја има руската армија и очигледно дека руската армија полека, но сигурно носи победи и делови од таа украинска армија постои голема опасност по паѓањето на Донбас, а прашање е кога тоа ќе падне, значи ќе бидат ставени во обкружување со сите реперкусии што следи после тоа и практично, веројатно, најквалитетниот дел од армијата може да им се деси да им биде заробен или пак уништен, а од друга страна големи сили
армиски сили држат во оној дел према Белорусија, плашејќи се Белорусија да не влезе во војна. Граначалник, извинете само. Цело време говориме Украина, но сега имаше директна закана од Ердоган до Грција за демилитаризација на грчките острови кои што се на граница со Турција. Во Егеот, да. Што правиме? Знаете ли кај се тие? Тие се на 15-20 километра од турската граница. Така, тие се спорни со децени. Оф. Таму ако се затепат, видите какво тепање ќе има. Нема да има Нели во многу НАТО тепање се Турција. влезеше, немаше безбедност, нема конфликт. Тоа се интереси и тоа ќе би бил многу крвав сукоп. Турција е голема сила, голема земја, меѓутоа мора се води сметка дека грците имаат добра армија, добро опремена, модернизирана, поготово поморски и воздухопловни сили имаат многу сериозни. Ајде искоментираме малку околу тоа. Јас ќе го поздравам Столе Крсков. Тој е гледачот кој што ја кажа парите од кај ни се дека ни се од френките што ни ги врати Путин. Замоли да го спомнам во емисија, го спомнувам. Поздрав Столе. Падна кров во градинката Мајски цветови, така беше името на градинката. Таван падна. Стефан Богоев вели дека таа градинка е направена во времето на Стефан Богоев, тоа е реконструирана, тој сега се правда дека била направена по ваш проект. Одговорност ке барате ке... Гледате го сега. Ја ни еден збор не кажувам. Тој проектот бил во моје време, по мој проект. Ја архитект ли сум или економист? Значи проектот си има кој го правил, има ревизија на проектот. Меѓутоа очигледно е присутна грешки при изведбата. Има. Значи дел од причината, поголемиот дел е грешките при изведбата. Јавно ќе кажам дека КНАУФ ни понудија и експертиза, ни понудија и помош да се санира и да се претресе целиот плафон во интерес на дечињата, да не се служи повторно да евентуално да падне плафонот, затоа што една табла е 26 килограми. Се може замислите, ако сега ја имав изградено градинката, колку ќе плукаа по мене. Сега гледате го мојот однос. А искрено ќе кажам, што е крив Стефан Богоев, кога имало надзор, имало изведувач, и што разбира он од местење на новие, како се викаат, на гипсани, гипс-картонски плочи. Не разбира. Значи, но надзорите не ги бираме ние, ги бира законот. Кој ќе си дае најефтина цена, тој ќе го земе надзорот. Но морам да кажам дека по извршената експертиза и по вештачење кој ќе го направиме, ќе мора, значи ќе бараме нечија одговорност за ова што се случи. Се во насока да овие што зимаат работа и надзори и оние што работат на тендери да мора да водат сметка за објекти кои се за масовна употреба, а тоа масовна употреба значи таму вие имате 15-20 дечиња кои што може да настрадаат. Значи мора да водат сметка, поготово кога работат објекти во кои што ќе бидат сместени и ќе битисуваат деца. Граначалник, има едно интересно прашање и тој го коментира и другиве гледачи. Одамна не сме говорили на таа тема. Цените одат во плафон. Значи веќе и покрај сите оние мерки кои што ги превзема владата, очигледно е дека тоа недоволно. Веќе во Европа има земји каде што бензинот е 2,5 евра. Јас ви кажувам дека бензинот ќе дојде до 200 денари. Може ли некако тоа да се спречи? Тоа прашуваат гледачи. Можно ли е сценарио за излез од оваа економска ситуација за Македонија? Знаеме дека во светот се работите какви што Милош, се. ние сме увозно зависна. Како увозно зависна држава, значи ќе имаме увозна инфлација. Каде може да спасиме? Може да спасиме во делот на производството на храна. И владата мораше да превземе мерки веднаш по украинската војна за стимулирање на што е можно поголемо производство на храна
и дури да се набават стокови резерви на ѓубрива, на семенски материјал, на прихрани и така натаму, се она што е потребно за едно интензивно производство. Да се подигне сточниот фонд. Ако стане војна, секој ќе затвори вратите, нема што ќе правиме ако нема сточен фонд? Од каде месо, од телешко, од каде пилешко, од каде свинско? Ме разбирате? Значи, јагнешко, значи мораме подхитно да го качиме сточниот фонд. Субвенции да се дават, сточниот фонд мора да се качи. Не знаеме што може да се случи. Да нема храна и да имаме пари од каде да нема да можеме да донесеме храна. Тука гледаме една голема лежерност на владата, а гледате и опозицијата. Еве, дали е така или не е така? Ако случајно дојде до војна од поголеми размери, секоја држава ќе го забрани извозот и на леб, ќе го забрани извозот и на брашно, и на масло, ќе го забрани извозот на месо, А го гледавме тоа за на време на млеко, корона млечни криза. производи. И сега ние, прво што мораме да направиме, подхитно да го дигнеме сточниот фонд, да поддржиме производство на храна, да субвенционираме што може да имаме ефтина храна, тоа е основното кај граѓаните. Струја ќе се штеди, значи други работи, облека ќе се штеди, се тоа може, стока за широка потрошувачка, меѓутоа храната мора да храната, хигиенски материјали, резервни делови за индустријата, како и санитетски материјал, тоа мора да се набави во доволни количини, во случај на војна ќе биде тешко нас. Излегува Зошто малку- го кажувам? Зашто ние сме држава со мала мрежа на дипломатија. Затоа што, гледате, обструкции во парламентот има, немаме ниту амбасадори. Зарем не ни е доволна поука што ни се случи со вакцините? Нели ни е тоа доволна поука? Ако запука на сете во Европа, значи ќе биде спасува се кој како може. И од тие причини секој, како викаат србите, уздај се усе у своје клюсе. Значи мораме ние тие стратешки производи да одигнеме нивото на производство на храна во државата, на млеко, месо, млечни производи, житарици, значи ориз, се тоа мора да се крене. Многу навредливо Значи зголемување на рибниот фонд, сето тоа мора да се крене. кон интелигенцијата на обичниот граѓанин не изгледаат оние изјави кои што ги даваат функционери на владата, како на пример Фатмир Битики, кој што излезе и кажа дека не можело да се шетаме по гаќи и по долна мајца ова зимо, пошто ќе била поскапа струјата и морало за неколку степени да го намалиме грејењето. Тоа го говори влада која што со години Па Шолц субвенционира. вика нема да се бањате, еднаш неделно ќе се бањате. Па не го утепуваат Шолц за тоа. О, сега, ние по гаќи нема шетање, ама да се бањаш еднаш неделно. Шолц така им вика. Еднаш неделно ќе се бањате. Нема секој ден. Вака мала дигресија да направам, еден коментар имаше тука кој што вака комичен, вели еден од гледачите вели се гледаме на 18, друг гледач одговара ќе се видевме ама во врска сум. Извини. Што вика? Ќе се видевме ама во врска сум. Врска. Да. Западен, едно од прашањата е дали Гром планира да влезе во предизборна... Јас ќе се видам на свадба. Да, на свадба кај наш колега сме сите. Има прашање едно дали Гром планира да влезе во предизборна коалиција со трета, како беше, трета и глас. партијата која што создава Палевски Значи, Гром е подготвен да соработува со политички партии кои се опозиција и кои сакаат да го зајакнеме тој централен дел или десно од центарот како блок, значи како еден трет блок. Сме отворени за соработка и ќе си дадеме свој максимален придонес. Ако немаме дополнителни теми, јас ви предложил тука по час и половина да ја прекинеме емисијата, да оставиме нешто и за следната. Добро, да ја завршиме оваа емисија. Да. Одрази се Математика. Извини, Александар, во војска имавме десетар од Клење. Се викаше едно село кај Сремска Митровица и многу беше
така со некое не големо образование и многу сакаше да употребува некои зборови, поготово странски изрази. И стално му се смеевме, зашто на несоодветно место ги употребуваше, а беше десетар, колега десетар ми беше. И кога си одеше, дента кога си заминуваше, заврши војниот рок, тоа, така го викаме, кад се скидао. Значи, скинува униформу. И еден од негов другар, кој што е од друго село, се викаше Машвански Метковиќ, и му вели, кад сиđеш sa автобуса право код моje жене да ја кажеш да ми пошалje овој цивилку, значи цивилната униформа и тоа неколку пати и му вика што си ти напоран, не му вика што си упоран, што си ти напоран. Така да и ти сега не кажувај дека да прекинеме, туку да завршиме. Да, завршиме. Употреби соодветен збор. Те молам. Употребувам соодветен збор, јас да ја предлагам да ја завршиме тука емисијата и на крај имаше еден коментар. Не, и тук имаше еден коментар на крај на се што е кажано саат и пол зборено, се гледа дека Стефче СДСМ и сака се врати. Добро, така е, друже. Добре, да, и добра емисија, да. Да. Како и да е, тука завршуваме емисијата, час и половина точно. Благодарам на големиот број на гледаност, ви благодарам на довербата. Продолжите да читате Инфомакс, да ги добивате информациите без цензура, секогаш точни и никогаш пристрасни информации. Остануваме со нормалниот распоред, петок тешки муабети со Палчо, недела со Јанко, понеделник наше Скопје со градоначалничката Данела Арсовска, отчет за сработеното во изминатата недела. Поздрав, добра ноќ и чувајте пари бидејќи е економска криза. Морам да кажам. Ја прашувам, Текстот на предлогот на Адев порад Пративме да чува.